Одморете се малку од многуте активности и слушнете коментар за животот од доктор Харолд Сала. И така, ако е некој во Христа, тој е ново создание. Старото помина, ете, се стана ново. А се ова е од Бог, кој не измери со себе преку Христа и ни ја даде службата на измирувањето. Од втората книга на Коринќани, 5 глава, 17 и 18 стих. Тој го измамил својот брат за да не го добие неговото наследство. Тој го измамил својот татко за да му го даде наследството, кое по правото кое му припаѓа на првородениот, требало да појде кај неговиот брат Исав. Тој го лажеше својот дедо за големината на неговите стада, но сепак е почитуван како третиот од патриарсите. Се сеќавате на Авраам, Исак и Јаков? И писателите на писмото во неколку места го споменуваат Бог како Бог на Јаков. Бог меѓутоа гледал подалеку од карактерните недостатоци, кои што току ги спомнав. Го видел неговото срце. Јаков бил тој кој во очај се бореше со ангелот и извика: "Не те пуштам додека не ме благословиш." Битие, 32 глава, 26 стих. И Бог го благослови. Тој стана татко на 12 синови кои со тек на време станаа татковци на 12 племиња на Израел. Никогаш не престанувам да бидам изненаден од тоа како Бог избира поединци чии животи содржат толку мала препорака. Бог ги допира со неговото присуство и ги трансформира во способни мажи и жени, чии што животи оставаат својот печаток на семејството, пријателите, па дури на општеството. Во незината книга "Моите години со Кори", Елен де Крунстемс кажува како таа и незината придружничка Кори Тен Бум посетиле училиште за ткање во Швајцарија. Кори прашала еден од учениците: "Што се случува кога ќе направите грешка? Дали треба да се извадите и да започнете од почеток?" "Господјо," одговорил студентот, "кога ќе направиме грешка, го повикуваме нашиот учител. Тој е вешт уметник и ни покажува како можеме да ја искористиме нашата грешка за да ја подобриме убавината на моделот. Тешко е да се научиме како да го побараме наставникот кога правиме грешки. Јаков мораше да помине низ тешки денови пред да ја научи таа лекција. Точно, тој го добил наследството кое го заслужуваше Исав, но ја платил цената со оттуѓување во период од 14 години, живеејќи како бегалец во туѓа земја. Како старец, Јаков и самиот стана жртва на измама, бидејќи неговиот омилен син Јосиф бил продаден во робство. Сепак, постои добра вест, пријатели. Божјата благодет му е на дофат на секој човек кој сваќа дека е измамник и лажливец. Често нашиот човечки неуспех е она што не тера да посегнеме кон него, кој не само што простува, туку го допира нашиот живот со неговото присуство и не трансформира во неговиот лик. Одвојте време да го прочитате 46-тиот псалм кој започнува: "Господ ни е засолниште и тврдина, секогаш проверен помошник во неволја." Овој прекрасен псалм завршува со зборовите: "Господ на воинствата е со нас. Јакововиот Бог е нашата тврдина." Дали ја забележавте оваа фраза? Јакововиот Бог е наша тврдина. Точно, Бог е тврдина, но тој е засолниште за сите, дури и за оние како Јаков, кои се измамници. Честопати, доброто е тоа кое ги држи луѓето подалеку од небото, додека личности кои навистина го пропастиле својот живот, сваќаат дека им треба прошка и помош. Кога Јаков имаше средба со Семоќниот, Бог го промени неговото име од Јаков во Израел. Битие, 35 глава, 10 стих. Тој веќе не беше измамник, туку Божји човек, променет од Духот Божји. Добрата вест на Евангелието е дека Бог се уште е во бизнисот на менување на животите на мажите и жените. Ова значи дека тој може да стане и твој Бог. И така, вели Павле, пишувајќи им на коринќаните: "Ако е некој во Христа, тој е ново создание, старото помина. Ете, се стана ново. А се ова е од Бог, кој не измири со себе преку Христа и ни ја даде службата на измирувањето." Втора книга Коринќани, 5 глава, 17 и 18 стих. Да, Јакововиот Бог се уште е нашето засолниште. Што току го слушнавте, доктор Харолд Сала, во овој коментар за животот.